Денес во општина Прилеп го свикав економскиот совет и тоа во проширен состав и темата ќе биде единствена точка на дневниот ред гасификацијата на Прилеп. Имено за секундарната дистрибутивна мрежа што треба да се направи во општина Прилеп во наредниот период, во наредните 3 години, ова е како подготвителен состанок за да знаат субјектите и стопанските субјекти, практично и компаниите, од каде треба да се почне овој проект. Јас знам дека се тие клучниот извор на цел овој проект што треба да се случува во наредниот период, затоа што се тие двигателите на стопанството и двигателите на градот. Од тие причини, тие треба да кажат идејата и кои сте нивните капацитети сега и идни капацитети, идни проекти што треба да ги направат и во таа смисла треба да најдеме начин како тоа проектот што треба да се прави, техничката проектна документација за тендерот за гасификација на секундарната дистрибутивна мрежа ќе зависи точно од овој припремен овој состанок организацијски што денес го правиме. Инаку гасификацијата ќе биде во 4 фази. Ова е првата припремна фаза каде што секој стопански субјект треба да потполни една енергетска картичка за значењето, висината, големината и количината на газ што треба да се обезбеди за тој стопански субјект за себе. И мислам дека понатаму и останатите субјекти, правни субјекти, јавни предпријатија и јавни установи во градот, сите ќе бидат офатени со оваа секундарна дистрибутивна мрежа што треба да направиме. Инаку должината на таа мрежа ќе биде околу 20 км, за толкава должина ќе се прави и проектната документација. После тоа, во наредниот период ќе треба да се објави јавен тендер, за што општината има обезбедено 6 милиони денари за да се направи за проектната техничка документација за тендерот за секундарната гасификација, пошто потоа во наредниот период, мислам дека во крајот 2019 или 2020 година, ќе почне со реализација на инфраструктурниот дел на правење на оваа гасоводна мрежа, така да при крајот на 2020 година се надевам дека секундарната дистрибутивна мрежа ќе биде завршена и секој субјект стопански, јавен субјект и граѓаните, домовите во овој ќе имат дистрибутивна мрежа до своите домови, згради, субјекти, управни објекти и така натаму. Според физибилити студијата е оценет со преку 4 милиони евра и кој би требало да се гради 3 до 4 години. Сериозно капитален објект кај што треба да бидат вклучени сите субјекти од општината и од градот, пред се бизнисот кој што е како потрошувач на енергијата. И затоа денеска на оваа средба со економскиот совет и бизнисмените треба да се договориме да дадат соодветни податоци за да биде изработен основниот проект за разводната мрежа низ градот. Основниот проект кога би се сработил, како ќе ги обезбедува средствата, ќе може да ги реализира споредните цевководи низ градот, без разлика дали ќе биде пуштен главниот цевковод, тој ќе оди до Битола, па после ќе биде приклучен. Познато е, ви сите гледаме дека веќе скоро со монтажа е дојдено и до Бела Водица, значи и се иди кон Плетвар, паралелно ќе течи и низ општината. Значи, како што реков, не треба никој субјект да биде настрана од ова активност на локалната самоуправа, да сите заеднички ние ќе ги анимираме и граѓаните. Има доста, значи, обезбеден газ и за граѓаните, за нестопанските субјекти и така да мислам дека ќе биде успешна завршена работата од страна на општината. Останува сега понатаму работите за замена на енергесот во стопанските субјекти. Тоа е нивна работа и приклучоците како ќе се вршат. Тие кога ќе одлучат, тога ќе му се дозволи да се приклучат и да користат природниот газ како
најдобар енергенс и најефтин според податоците од физибилити студијата. Гасот, прво, низ мрежата низ градот, ќе се сега со физибилити студија има, меѓутоа мрежата ќе се дефинира со основниот проект за кого што треба општината да распиши тендер, кој ќе се сработи основниот проект, линиите, главните линии низ градот ќе бидат пуштени, на нив одма може да се приклучуваат кои што гравитираат кон тие линии. Се работи за мрежа од околу 20 километри, а останатата мрежа за развивање за понатам за користење сукцесивно како ќе се ова потреба, така ќе се гради. Не знам, градоначалникот веројатно не спомна, замисла е да се формира јавно предпријатие кој што ќе води таа проблематика и после тоа ќе си ја преземи работата за изработка на проекти, тие мини проекти што ќе бидат за определени приклучоци, за реализација, за приклучување и така натаму.